Добро вечер, драги приятели. Одавно се немаме дружено. Решив вечерва право да ги сумирам сите работи и затоа носи видеото наслов Алјаска само вертира Ливовет во подготовката за втората јалта. Инаку средбата што деновие содржа поточно минатиот понеделник во Вашингтон со председателот на САД Доналд Трамп и европските представници беше повеќе од хумор за мене, као аналитичар. Беа наседнати ученици околу него и посоветува, чак го пофали и Зеленски дека го сменил зеленото со црно, значи да приличи на нешто. Поточно ово беше страф на европските представници, бидејќи гледа дека една работа, дека Европа се распаја, поточно Европската Унија. И многу ги исплаши средбата помеѓу Доналд Трамп и Владимир Путин, значи председател на САД и председател на Руската Федерација, но таа средба мораше да дојде од економска гледна точка на САД. Зошто го велам ова? Вие ако земете дека за време на Клинтон, САД имаше надворешен долг околу 40% од БВП-то, а во моментот има тоа некаде околу не 40%, поточно, тука околу 40%, а сега околу 140%. Поточно во моментот должи 37.000 милиарди. Тоа се повеќе од 40 години воен буџет на САД. Втора работа дојде до силна доларизација, падна под 50% гаранција, значи тука Кина, Индија, со создавањето на БРИКС дојде до доларизација и Трамп во минатиот свој мандат, првиот мислам, успеа некако да зајакне Америка, тоа повторно го прави. И што прво прави? Значи нелегалните имигранти, сека да ги избрка од САД, но многу од нив дојдоа по покана од демократите. Од тие причини во Вашингтон ја прати националната гарда, може да предизвика граѓанска војна, а тоа го вети и во Њујорк, Чикаго и поголемите градови. Значи Трамп одлучи да расчисти со длабоката држава, но и со Европа и Европската Унија. И затоа не треба многу да се брза и преговорите во Европската Унија се празни. Зошто се ќе ви кажам? Значи главните, да кажеме, држави во Европската Унија се Франција, Германија и Италија, тоа се големи доложници. Германија е трета, Франција е четврта, Италија е седма. Така да Европската Унија или поточно ината каса е празна и особено што во Андрес фон дер Лајне, што склучи со договор со Трамп, дека Европската Унија за следните 3 години треба да откупува газ и нафта, значи енергенција од САД, во вредност со 750 милиарди или годишно 250. Тоа е катастрофа за Европската Унија и плюс 600 милиарди треба да вложи во САД за следните 3 години, значи за време на мандатот на Доналд Трамп. Инаку реков дека Мајаска е поделена сферите на интереси, Балканот е паднат под руска капа, тоа го да зборам особено Македонија, и не случајно затоа ми не добиваме дата за преговори во Европската Унија, а Европската Унија ќе се распадне на делови, така да не е толку страшно, многу брзо. Ја во многу мои видеа кажав дека 2025 година е клучна за распад на НАТО и на Европската Унија. Тоа е започнато. Значи, кој ќе појаде, па да ми гледате, сите со околу учителот или татица, како го нарече словачкиот
премиер, ги советува и интересна работа, Трамп кажа дека ништо повеќе Америка нема да дава без пари, што значи може да ја помага Украина, но оружјето да го плаќат Европската унија. И за сака Трамп му порача на Зеленски да ги порача војските од 4 територии кои Русија ги присвои, тоа е Донбас или Донецк и Луганск, 2 републики, Херсонската област и Запорожје, кај Крим нормално. Инаку ако денове го слушате изјавата на Лавров, он буквално е потврдил оноа што кажа. Војната во Украина ќе престане кога Одеса ќе падне, он самиот спомна дека руски територии, историски руски територии се Николаев и Одеса. Одеса е гради Катарина Велика. Така да овој договор, поделба, Украина е препуштена на Русија и не е случајно што са протестите во Украина. Исто така Израел, Трамп одигра добра игра со Израел, националка, бомбардирајќи го Иран, нуклеарните постројки, а каде беше изваден целиот богатен ураниум, така да и сега Нетањах, плашејќи со многу кривични пријави, почнува да бомбардира и болници, значи добива осуда од целиот свет. Евреите кои бија жали, са почнаа врз себе да гневот од целиот народ, од целиот свет, особено сионистичкиот режим, да го собира поради оно што го прават геноцидот во Газа. Пред нас интересен период, значи за локалните избори не сакам да зборам, тука се играат игри големи, владата треба да се внимава, тоа си нејзин проблем, да се советници, али и малку опасни игри се. Би сакал да продолжам за ова што кажувам, а тоа е за геополитиката. Инаку ово што се случи на Јацка беше и сами на Си Џинпинг, претседателот на Кина, Народна република Кина. Инаку во моментот војните магазини на САД се празни, што не е способно за војна со Русија зборна за конвенционална, па ни НАТО, за друга нуклеарка, иако Русија има најнуклеарни глави и хиперсонични оружја. И плюс Доналд Трамп претседател на САД е бизнисмен. Его интересира економијата, парите, бизнисот, а Путин му понуди учество на Аљаска, на Антарктик, заедничка експлоатација, Русија да имаат околу 40 одолумци, а дека САД има еден и тоа е секојаш нека оправка, значи и северниот пат, така да интересни работи се. Значи, први проје, кога спомнав пред малку, Европската унија да не би да не дорече, треба да размислат сите политичари, сите што зборуваат за Европската унија, дека ете ако влеземе, ќе се мечим, дека не, се лажете. Ако влеземе, Македонија ќе се распадне, не се Македонија, Сандерон ќе падне, зашто ќе падне? Влегувањето во Европската унија е влегување во една должничка криза. Гледате Словенија, Хрватска, Бугарија, колку се влези, како демографски катастрофи. И со обично безвизен режим што не се случи. Значи, драги пријатели, тука би сакал да завршам ова моја видеоанализа. Оние што има желба да ме следат, треба на YouTube да притиснат на копче subscribe или претплати се, а може да ме следат и на Instagram и TikTok, нормално, оние што има желба. Значи, пред нас интересен период. Предстои втора јалта, но пред втора јалта ќе треба Трамп да го рачиси полето во состојаната земја, иако сега сонцето му точно во прва куќа, значи повеќе му се враќа енергијата, но затоа Меркурий во 12 и професионалот треба да внимава преко крајот на август веќе полека почнува и првата половина на септември, скоро до октомври тамо, бидејќи ќе има аспекти на Сонце со Марс и така натаму. Драги пријатели, уште еднаш
ви посаку добраноќ, Бог сон, во теков на недела, па се гледа во мојата наредна видео анализа до тогаш со Златко и Македонија напред.